Праведник меѓу народите или праведник на светот представува признание кое се доделува од државата Израел и Институтот Јад Вашем од Ерусалим за лица кои немаат еврејско потекло, но учествувале ризикувајќи го својот живот во спасувањето евреи од нивна депортација и физичка ликвидација од страна на нацистите и нивните соработници. Во Република Македонија досега такво признание е доделено на осумина: Борис и Васкал Типармаковски, Стојан Богоја Силјановски, Александар и Блага Тодорови, доктор Смилјан Фрањо Чекада и Тодор и Пандора Хаџимиткови. Тодор и Пандора Хаџимиткови живееле во Скопје. Тодор бил ветеринар по професија. Семејството Хаџимиткови одржувало блиски пријателски односи со семејството Францес. Тодор Хаџимитков и Моше Францес биле долгогодишни пријатели и таа блискост била присутна и во односот помеѓу двете семејства. Тодор и неговото семејство честопати им помагале на своите пријатели евреи, чијшто живот станал неподнослив под бугарската окупација на Македонија и антиеврејските мерки кои биле спроведувани од страна на бугарската административна, војна и полициска власт. Во Република Македонија досега се прогласени 8, доделени се 8 признанија за праведник меѓу народите или така наречените праведници кои што ги доделува државата Израел, односно музеот, Институтот Јад Вашем од Ерусалим. Некои од нив, да речеме, имаат многу интересна приказна животна, кои што се вредно да се споменат. Еве да речеме Тодор и Панда или Пандора Хаџимиткови, кои што живееле во Скопје. Тодор бил по професија ветеринар, меѓутоа двете семејства, Тодор имал добар пријател во Моше или Моис Францес и двете семејства имале взаемна комуникација и секојдневно се дружеле. Во предвечерието на 11 март 1943 година, кога веќе се насетувало дека нешто ќе се случува со македонските евреи, Тодор му предложува на својот добар пријател да ги земат кај него во куќата и на тој начин да спречат некаква депортација, односно интернација во рамките на Бугарија. Неколку денови пред кобниот 11 март 1943 година, кога евреите од Македонија биле однесени во монополот во Скопје, а подоцна испратени во логорот на смртта Треблинка, Тодор Хаџимитков пристигнал во домот на семејството Францес и искажал загриженост поради гласините кои ги слушнал за депортација на сите евреи од Македонија. Тој му предложил на својот пријател Моше, целото негово семејство да отиде во куќата на Тодор и на тој начин да направат обид да се спасат од ужасот кој предстоел. Еврејското семејство ја прифатило идејата и во домот на Хаџимиткови заминале Моис, неговата сопруга Винка, неговата мајка Естер, како и неговите две деца, синот Марсел и керката Естер. Тодор Хаџимитков ја затворил неговата ветеринарна болница и јавно говорил дека поради лошата финансиска состојба бил приморан на тој чекор. Всушност, во неговата клиника било сместено семејството Францес. Неговата сопруга Пандора се грижела за исхраната на нивните пријатели евреи, како и за здравјето на повозрасната Естер. Семејството Францес живеело изолирано од надворешниот свет. Меѓутоа, таа изолација, всушност, представувала нивен спас. Еден ден пред депортацијата на евреите од Македонија, бугарските власти испратиле јавен повик за пријавување на евреите кои биле сокриени и притоа била упатена јавна закана дека секој оној што ќе сокрие евреин ќе биде жестоко казнет. Не сакајќи да го загрози животот на своите пријатели, Моис започнал да бара начин како тој и неговото семејство да заминат во Албанија, каде што не се случува депортација на тамошните евреи. Но планот бил залуден, бидејќи бугарските власти организирале постојани претреси, како и проверка на лицата кои се движеле по скопските улици. Единствените луѓе кои ја знаеле тајната на двете семејства биле Трајко Рибарев, брат на Пандора Хаџимиткова, и неговата сопруга Драгица. Тие биле единствените луѓе кои што биле запознаени со целата ситуација, предложуваат и живееле во околината на Скопје, предложуваат семејството Францес да биде однесено
надвор од Скопје, односно да живее во нивната куќа. Трајко Рибарев со неговата запражна кола ги пренесува еден по еден членовите од семејството Францес на неговиот имот. Еден, значи, облечени во традиционални муслимански алишта, и откако се пренесени таму започнува повторно таа процедура за обезбедување на документи за како што би можеле да бидат однесени на територијата на Албанија. Конечно успеваат да ги пренесат на териториите окупирани од страна на Италија и да бидат сместени во домот на албанското семејство Касапи. Таму престојуваат до 1944 година, од кога се по ослободувањето на Македонија, целото петчлено семејство се враќа во Македонија, престојуваат тука во Скопје до 1948 година и потоа заменуваат за Израел. Овие две македонски семејства, Хаџимиткови и Рибареви, се прогласени за праведници меѓу народите или праведници на светот во 1976 година. Александар и Блага Тодорови живееле во Скопје. Александар бил косопственик на фирма која продавала електроматеријали. Негов партнер бил Арон Бехар, евреин кој живеел во Скопје. Семејствата Тодорови и Бехар биле одлични пријатели. И ќерката на Арон, Бети, и неговата сопруга Ребека честопати престојувале во домот на семејството Тодорови. Малата Бети понекогаш испијала кај Тодорови, а Блага и била како втора мајка. И семејството Бехар ги почувствувало сите жестокости на бугарските власти, кои биле насочени против евреите во Македонија. Александар и Блага Тодорови живееле во Скопје. Александар имал продавница за електроматеријали. Негов партнер во работата бил Арон Бехар. Арон и Ребека Бехар живееле исто така во Скопје. Тие имале ќерка Бенвенида, Бети, и биле добри пријатели со семејството Тодорови. Така што Бети најголем дел од времето го поминувала токму во домот на семејството Тодорови. Јас сум Бенвенита Бехар Азури, роđена у Скопје 1939. За време ратот мене ме спасива христијани Блага и Александар Тодорови, по името викава Ицане. И ја израснав кај нив до 13,5 години. За време Холокаустот, кога збирава евреите, они ме спасива вечерта, 10 март ме спасива, мене ме земава кај нив и бев криена стално. Да они си жртвува нивниот живот, беше у опасност, али мене ме спасива, сигурно ме сакава. Jer beva otaci со татко ми, заедно работева до 43 година. Така да на 13,5 години дознаев дека сум еврејка, до тогаш не знаев, одев овде у школа и у Гоце Делчев основна школа и после това заминав за Израел кога дознав дека сум еврејка. А у свите тие години останав у контакт со моите спасители. Ги осеќавав као мама и тато, jer моите не ги знаев. Не се сеќавав на моите родители, така да они бева за мене мама и тато. Бети пораснала во колективна заедница Кибуц, се до моментот кога се приклучува во армијата на Израел. Подоцна завршила училиште за медицински сестри. Откако се омажила, на незиниот меден месец се вратила во Македонија, за да го запознае незиниот сопруг со незините спасители. Таа и денес живее во Израел. Во 1980 година, Институтот Јад Вашем од Ерусалим ги прогласило Александар и Блага Тодорови за праведници помеѓу народите, бидејќи тие ги ризикувале нивните сопствени животи за да спасат невино еврејче, не очекувајќи апсолутно ништо за возврат.
уште една значајна личност која не смее да биде заборавена по однос на праведник меѓу народите, односно човек кој што жртвувајќи го својот живот и својата функција спасил евреи од Македонија е католичкиот бискуп доктор Смилјан Фрањо Чекада. Тој е роден во 1902 година во Долни Ваков во Босна и Херцеговина и во 1940 година бил назначен за католички бискуп во Скопје. Неговото дејствување во Скопје не било гледано со одобрување од страна на бугарските и германските власти во Македонија, бидејќи прво започнал еден процес на покрстување, односно внесување на дел од тоа еврејско население во католичката вера. И по тој 11 март 1943 година, кога бугарските власти ги земаат, собираат македонските евреи и ги носат во монополот, доктор Смилјан Фрањо Чекада бил еден од најгласните противници на тој акт и го осудил јавно како срамен чин. На 11 март 1943 година, околу 9 часот наутро, некој тропна на мојата врата. Се сеќава Борис Алтипармаков, жител на Битола и човек кој е прогласен за праведник. Кога ја отвори вратата, видов исплашено момче кое стоеше на вратата. Ми кажа дека е евреин и дека е припадник на СКОИ и успеал да избегне блокадата заедно со неколкумина другари. И да бев од камен, не можев да останам ладнокрвен, продолжува Борис Алтипармаков. Едномартовско утро во 1943 година на вратата од домот на Борис Алтипармак, кој бил задолжен да се грижи за скоевската организација во Битола, затропало едно момче кое исплашено побарало помош од Борис Алтипармак. Борис, изненаден од самата посета, го прашало момчето кој го бара, а момчето ни солзи почнало да ја раскажува својата приказна. Така Борис разбрал дека станува збор за скоевец, евреин, и дека момчето е од семејството Садикарио. Станувало збор за Соломон Садикарио. Набргу потоа, на неговата врата затропале уште 3 млади момчиња. Борис и Васка ги примиле во нивниот дом. Соломон и Самуел Садикарио, Алберт Русо и Алберт Казорла престојувале повеќе од 1 месец во домот на Алтипармакови. Врските со партизанските одреди биле многу слаби, а истовремено бугарските полициски единици постојано вршеле контрола низ градот. Кон средината на април 43-та, четворицата млади евреи со помош на Борис успеале да излезат од градската средина и да им се приклучат на партизанските одреди. Браќата Садикарио не успеале да ја преживеат војната. Соломон загинал во борба против бугарските окупаторски власти во близината на Страцин, додека Самуел загинал во борбите за ослободување на Загреб на 9 мај 1945 година. Уште еден човек кој несомнено мора да се спомне во овој контекст, секако е Стојан Богоја Силјановски. Тој живеел во Битола и бил собственик на мала продавница во центарот на градот, во која продавал цигари. Продавницата била во непосредна близина на полициската станица во Битола и негови редовни муштерии биле припадниците на бугарските полициски трупи. Бил член на Народно-ослободителното движење и имал киоск карши полициската станица во Битола. Негови редовни муштерии биле бугарските агенци и полицијата. На 9 март 1943 година во дуќанот на Богоја Силјановски дошле 2 млади еврејки, дошле Жамила Колономас и Естреја Леви. Ноќта, веќе на 12 март 1943 година, Богоја Силјановски пристигнал во дуќанот, а со себе носел уште 3 други млади девојки. Тоа биле Роза Русо, Адела Фараджи и Естреја Овадија. 5 еврејки останале во подрумот околу 1 месец. Таму немало вентилација и немало санитарни простории. Богоја Силјановски за цел тој период се грижел за нив, им обезбедувал храна и постојано ги бодрел. Тие биле постојано во исчекување за нивното излегување од градот и поврзување со партизаните.
Треба да се споменат уште две личности кои со своите заложби несебично го ставиле својот живот во опасност и биле доблесни и храбри луѓе кои учествувале во спасувањето на евреите. Атанас Костов е доктор по професија, односно лекар, кој што е роден во Ресен, меѓутоа на 3-годишна возраст заминал со неговото семејство во Бугарија, живеел во Софија. Во текот на Втората светска војна бил одговорен за лекарската служба на територијата на град Скопје и веднаш по затварањето, односно носењето на македонските евреи во монополот, инсистирал кај бугарските власти да бидат ослободени, односно отпуштени од монополот сите евреи кои што биле по занимање лекари, медицински персонал, аптекари и ветеринари. Бугарските власти делумно го одобриле, го прифатиле ова негово барање, кое што било аргументирано со тоа што дека во Македонија во одредени региони постоеле епидемии и недостаток од медицински персонал. Заради тие негови заложби спасени, значи од монополот биле изнесени, односно спасени 21 лекар, односно аптекари или медицински персонал и нивните семејства, кои што се вкупно на број 59 животи, односно 59 евреи кои што се спасени благодарение на неговите заслуги. Доктор Атанас Костов е прогласен за праведник меѓу народите, меѓутоа како жител на Република Бугарија. Владимир Куртев е роден во 1888 година во градот Плевен, Бугарија. Неговата поврзаност со Македонија е тоа што бил четник во Македонската револуционерна организација, а во 1932 година влегол во нејзиниот Централен комитет. Владимир Куртев бил еден од луѓето кои што учествувале во делегацијата која на 8 март 1943 година од страна на бугарските власти во Бугарија, на територијата на Бугарија, побарале собирањето на еврејското население, нивното депортирање да се спречи, односно да се спасат жителите на Бугарија од еврејско потекло. Заради тие негови заложби и Владимир Куртев е прогласен за праведник меѓу народите, меѓутоа како и во случајот со доктор Атанас Костов во рамките на Република Бугарија, односно жител на Бугарија кој што е прогласен за праведник од страна на институтот Јад Вашем. Со воспоставувањето на народната власт во Вардарска Македонија во ноември 1944 година, како и со прогласот по повод првото заседание на АСНОМ за основните права на граѓаните на Демократска Македонија, за македонските евреи кои го преживеаа Холокаустот и кои се вратија во ослободена Македонија, започнува ново историско поглавје врз принципот на рамноправност на граѓанскиот и верскиот живот, загарантирани и истакнати во декларацијата од првото заседание на АСНОМ од 2 август 1944 година. Едно од најважните прашања во врска со државно-политичкото, економското и социјалното право, што требало да го разреши президиумот на АСНОМ, е во врска со евреите и еврејското прашање, кое по војната добива интернационален карактер. На 12 февруари 1945 е изготвен елаборат за организирање и формирање на привремено комесарство за ликвидирање на еврејските прашања од економски, социјален, правен и граѓански карактер. На чело на комесарството стои комесар починет на президиумот на АСНОМ и само пред него одговара за службите и чиновниците при комесарството. Задачите ги добива од президиумот по еврејски прашања, од самиот президиум и само нему му ги поднесува потребните извештаи. Телото на комесарството е составено од следниот чиновнички апарат: секретаријат, архива, а според потребите ќе се формираат одделенија. Од записникот од основачката заедница на Скопската еврејска општина дознаваме дека првата седница на Македоно-еврејскиот ослободителен одбор е одржана на 26 декември 1944 година во Скопје, чиј што председател станува Георги Блаер Ѓоко. Во присуство на представници на АСНОМ, војните и граѓанските власти, како и представници од другите вероисповеди, било извршено и свечено отворање на синагогата. Истовремено било одржан и помен на паднатите жртви на фашизмот во војната. Според списокот на пријавените евреи во еврејската општина во Скопје од 45-та,
Бројот изнесува 124 семејства или 305 члена, што пак до април 47 нараснал до 534 члена. Наравно, кога се вративме, треба да се почне нов живот. Смештај, работа и така натак. Кога се вративме, отидовме пак во истата куќа, кај што во куќата на братот, кај таткот и мајката и братот на татко ми, кои ни помогнаа и не спасија. Да не идеме и ние со контингентот на евреи за Требринка. Враќајќи се овдека, у Македонија, прво имавме едно големо патешествие. Дојдовме со бродот до Солун. Татко ми, наравно и браќата, сестрите негови му помогнаа да ни платат карта да си се вратиме назад, зашто немавме доволно пари. Дојдовме у Солун, сакавме да се синеме и да преку Солун дојдеме брзо у Скопје. Меѓутим, кога го прашаа татко ми за каде си спремен да идеш, татко ми, не знаејќи што се збива во околината на политиката и така натака, во тој период, вика, идам у Македонија, у Скопје. Македонија? Да, таму ми е фамилијата. Врати се назад у Брод, земи си ја фамилијата, че идеш у Трст. Ама немаме пари, немаме платено. Нас не ни интересира, вратите се у Израел ако сакате. Беа крајно некоректни, крајно дрски, безобразни. Нема чувство за деца, нема чувство ништо. Беа многу безобразни. Не вратија на Брод, од Бродот истиот, тој Мусафија се викаше тој брод, ми остана во сеќавање. Италијански брод не однесо до Трс. Од Трс се сигнавме, дојдовме во Љубљана. Во Љубљана се пријави татко ми дека сме повратници од Израел и дека сакаме да идеме во Македонија. А бевме преуморни и оптеретени со проблеми и така натака. Не сместија у Љубљана, смешта и храна и така натака. И ни дадоа можност да седиме колку сакаме да седиме. Меѓутоа татко ми не можеше и мајка ми да дозволи таму да седиме. Ние поедовме да се вратиме у Македонија. После една недела, дена, така нешто, може и повеќе, отидовме отпатувавме за Белград. Таму најмалата сестра на мојот татко беше мажена за војно лице и кога слушна дека не сме се симнале во Солун, него идеме од Љубљана према Белград, не дочека на станица и останавме кај тетка ми може една недела, две, така. Да се видиме, да се изнапричаме, да си раскажеме патешествијата, како сме прошле, што сме прошле. Меѓу време Сталин умре. Па некако ситуацијата беше неизгодна во тој период. Мојот тетин беше војно лице. Се качивме после на воз, дојдовме во Скопје, не пречека родителите, братот, сестрите, други две сестри на татко ми, другари, пријатели. Кога дојдовме, татко ми си ја бацуваше земјата.
Во 1945 година е формирана еврејската општина во Битола. Незин прв и последен председател бил Жозеф Камхи. Општината згаснува кон крајот на 46 година. Во Штип не постојат услови за возобновување на еврејската општина, која реално згаснува со чинот на депортација на околу 550 евреи во Треблинка во март 43 година. Според списокот пријавени евреи во еврејската општина во Битола, бројот изнесува 45 лица. Тие и во ослободена Македонија себе си продолжуваат да се нарекуваат според отоманското име – монастирлии. Во периодот 1946-47 поголемиот дел од нив се преселуваат во Скопје, Загреб, Сараево и Белград, а дел од нив успеваат да емигрираат преку така наречениот Алијабет или легалното вселување во тогашна Палестина, бидејќи тоа било надвор од волјата на мандатните британски власти. Од првите три записника на еврејската општина во Скопје, 30.12.44 и 8.1.45, согледуваме дека главните активности во врска со возобновувањето на општината се сведуваат на конституирање на привремен одбор кој ги раководи активностите околу сместување на општината во одземената зграда на улица 370 број 7, која е сопственост на еврејската општина, а доделена на Македонскиот театар, потоа формирање одбор за санирање на синагогата и нејзино способување во богослужбен дом, формирање одбор за средување на општинската архива, формирање библиотека, изготвување статистичка мапа на евреите во Скопје, нивно евидентирање во книгозаписник, пружање прва помош на евреите кои се враќаат од Албанија, како и на евреите кои се во незавидна материјална положба и слично. Исто така биле изготвени два печата, едниот со напис Македоно-еврејска верска општина со Давидова ѕвезда и уште еден помало округол печат со петокрака ѕвезда. Со возобновувањето на работата на Сојузот на еврејските вероисповедни општини во Југославија, со центар во Белград, 22 октомври 44, а како легален представник на еврејските граѓани во Југославија, признат во декември 44, Скопската вероисповедна еврејска општина представувала регионален огранок од ова централно раководно тело. Положбата на сите верски заедници во Југославија била дефинирана со одредбите на Уставот од 1946 година. Сојузот е реконструиран на база на закон кој за положбата на еврејската заедница е донесен во Кралството Југославија. Според одредбите на овој закон, Сојузот е третиран како верска организација, но раководителите на Сојузот почнале да инсистираат на националниот карактер на самата организација, во интерес да не биде спречен процесот на интеграција на еврејската заедница во идеолошките рамки на нова Југославија. Станува значајно изјаснувањето евреин македонец, евреин србин и слично, озаконувањето на новата политика на прилагодување, односно промената на положбата и карактерот на повојната еврејска заедница, уследува на 6-та конференција на еврејските вероисповедни општини во Југославија во 1952 година, со кога од официјалниот назив на Сојузот е исфрлен зборот вероисповедна, а со тоа и од регионалните еврејски општини. Во периодот до 1950 година, положбата на еврејските заедници во Југославија е олеснувана од донациите на Светскиот еврејски конгрес, распоредувани преку автономен одбор за помош како орган на Конгресот при Сојузот на еврејските општини во Југославија. Во тој контекст, на својата седница од 13 март 1945 одборот донел одлука со која на македонските евреи им доделува 300.000 динари како прва помош. Заради реализација на таквата одлука, одборот препорачува да се формира еден специјален одбор надвор од општината со назив Одбор за помагање на евреите во Македонија од 5 до 6 члена со седиште во Скопје, со можност да се формираат пододбори и во други градови каде има организирани еврејски општини. По војната, членовите на еврејската општина активно се зафаќаат со прибирање податоци за македонските евреи, жртви во Холокаустот, сакајќи да дознаат за судбината на нивните најмили, родители, жени, деца, браќа, сестри, роднини. Од една страна, активностите институционално се спроведуваат преку истражната комисија за утврдување на злосторствата на окупаторите и нивните помагатели.
Од друга страна, председателот на Скопската еврејска општина, Георги Блаер, испреќа неколку писма до Министерството за надворешни работи на Демократска федеративна Југославија во Белград, со цел преку надлежните институции и конзуларните представништва да се дознаат сите детали во врска со мартовско-априлската депортација на евреите од Вардарска Македонија во 1943 година. Во овие писма тој истакнува молбата Министерството да им нареди на своите конзуларни представници во сите земји кои во војната биле под германска окупација да проверат дали таму во некој логор имало македонски евреи, што се има случено со тој логор и со логорашите, колкумина останале живи и кои се нивните имиња. Возобновената еврејска заедница во Скопје се карактеризира и со активен верски живот. Од протоколот во врска со извршеното обрезување Берит Мила, според еврејски ритуал Мојсеева вера, од 22.12.1946 година, дознаваме дека присуствувале околу 100 члена на заедницата и управата на еврејската општина во Скопје. Верскиот обред го извршил вршителот на должноста на општинскиот свештеник Леон Бохор Аладжем, а обрезувањето Менахем Самуел Монтилија, Моел, од Нови Пазар. Во документите кои се однесуваат на одговорите на еврејските вероисповедни општини на југословенско ниво по однос на прашањето за организација на веронаука од 25.8.47 година, може да се увиди дека истата не се одвива на организирано институционално ниво во Скопје, туку во домовите, раководена од родителите, додека пак во Битола бројот на мали деца е многу мал, но дека сепак веронауката ја изведуваат родителите во домашни услови. По однос на прашањето за обновување на богослужбата, овие документи покажуваат дека во 1947 година богослужбата во Скопје се одвива секој петок навечер и за големите празници. Богослужбата ја води Леон Адижес, додека пак во Битола не се одржуваат богослужби, но има услови за минјан. По заминувањето на поголем број македонски евреи во Израел, бројни ритуални предмети, тфилим, мезузи, талити, книги, Сефер Тора, свитоци од Торе и молитвеници, се испратени во Белград во март 1950 година во 5 сандака со воз. Верската секција при Сојузот на вероисповедни општини на Југославија формира духовен суд Бет Дин, а на 17.11.1944 ги утврдува и неговите надлежности на територија на цела Југославија. Во тој контекст, членовите на Скопската еврејска општина се обраќале на овој суд во врска со прашања поврзани со развод, обележување на верски празници, за правилно подготвување храна согласно верските канони, толкување верски прописи и слично. Со декларацијата за прогласување на независност на државата Израел во мај 1948 година е донесен закон за миграција со кој раководи Сојузот на верските општини на ниво на Југославија, заедно со Комисијата за транспорт, Комисијата за миграција и Министерството за внатрешни работи на Југославија. Со помош на овој закон им е овозможено на евреите на територија на Југославија по легален пат да се преселат во Израел. I'm already the Israeli ambassador to Macedonia for about 2.5 years. And from the day I was received here, meeting with your president Ivanov at the time in Ohrid, we had a long conversation of more than an hour, and I found out already that there's close partnership between the two countries. I hear the same from all the ambassadors before me. They all talk about a very close cooperation, very close friendship between Israel and Macedonia. No doubt that part of it has to do with the past. No doubt that part of it has to do with the fact that Macedonia today has a very small Jewish community, but had a much bigger community living in Macedonia in the past. Со осамостојувањето, опстанокот на заедницата не беше доведен во прашање. Напротив, таа зајакна и веднаш беа пратени барања за прием во сите европски и светски еврејски асоциации. Еврејската заедница, уште од 1992-93 е примена во сите асоциации под уставното име на Република Македонија. Bienvenidos en casa nuestra, Shalom Aleichem.
Добро дојдовте во нашава куќа, мир со вас. Сега ова го реков на нашиот ладино или еврејско-шпански јазик, џудео-еспањол, и на хебрејски, да ве поздравам од оваа работна просторија како председател на Еврејската заедница на Република Македонија, од седиштето на единствената еврејска заедница тука во Скопје. Токму тука, во денешницата, продолжуваме да работиме, спојувајќи го она што е направено во минатото и со планови кон иднината. Како што знаеме, низ минатото во пребогатата историја на соживот, евреите во Македонија секогаш представувале етникум што го збогатува македонскиот културен, општествен и конфесионален простор, истовремено со голема одговорност за напредок на самата држава Македонија и на македонското општество. Тежнееме ние да бидеме одговорни за Македонија, тука кај што сме родени и живееме, и за народот со кој го споделуваме нашето секојдневие. Би рекла, Еврејската заедница на Република Македонија представува потврден чинител во општественото живење во Македонија и истовремено со голема посветеност и гордост го прифаќаме нашето еврејско минато и ја обликуваме нашата еврејска иднина како иднината на државата Македонија. Кон крајот на 80-тите се раѓа идејата за изградба на меморијален центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Во втората половина на 90-тите се засилува идејата за правење на меморијален споменик на жртвите на Холокаустот. Главни носители на таа идеја, покрај преживеаните од Холокаустот, Жамила Колономос, Аврам Садикарио, Благоје Младеновски, Мориц Романо, Роза Русо, Бенјамин Самоковлија, Пепо Сион, како и втората генерација на членовите од заедницата, кои во тоа време беа носители на активностите на еврејската заедница на Република Македонија. Виктор Мизрахи, Самуел Садикарио, Здравко Шами, Давид Садикарио и други. Тие заедно со академик Дејанов ја презентираа идејата пред македонските авторитети за изградба на меморијален центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Тогашниот председател на Република Македонија, Киро Глигоров, на 26 април 1996 година го поставува каменот во Скопското еврејско мало, на брегот на Вардар, веднаш до камениот мост. Па добро, јас сепак сакам да истакнам дека грижата за сопственото минато е одлика на цивилизираниот свет и токму од тие причини Република Македонија континуирано го дава својот придонес во негувањето на споменот на културата, историјата и животот на евреите во Република Македонија и сметам дека од исклучително значење е тоа што се изгради музеот на Холокаустот, кој што представува трет музеј, нели после музеот во Јерусалим и Вашингтон, значи трет во светот, а прв во Европа, кој е посветен на жртвите на Холокаустот. Меморијалниот центар на Холокаустот на еден символичен начин ги врати 7144 евреи од Македонија, кои во 1943 година беа депортирани во концентрациониот логор во Треблинка, значи ги врати дома во Македонија, во нивното еврејско мало, на просторот на некогашните синагоги, старите дуќани и работилници, меѓу нивните сограѓани со кои со векови заедно живееле и, морам да кажам, споделувале слични судбини. Мојот вредносен суд ми велеше дека мора да најдеме начин за да одбележиме дека овде живееле луѓе, наши сограѓани, кои со нас го делеле и доброто и злото, кои честно работели со своите вложувања создале имот, кој некој друг бесправно им го одзел, но без разлика на се тие и постхумно имаат исконско право на тој имот, затоа што со мака и откажување го создале. Владата, во која тогаш бев министер, ја прифати идејата од денационализацијата на имотот, кој немаше правни наследници, да создадеме фонд и да изградиме меморијален центар, кој од една страна ќе биде градба која ќе одбележува, поврзува и создава нови вредности, а од друга страна ќе биде своевидно ревалоризирање на трудот и имотот на сограѓаните евреи. Како акт на одбележување дека на овие простори некогаш живееле луѓе кои денес ги нема,
Владата на Република Македонија во 2000 година во Законот за денационализација внесе одредби за денационализација на имотите на евреите од Македонија, со кои се обезбедија средства за изградба на меморијален комплекс посветен на евреите од Македонија. Предмет на денационализација се имотите на евреите од Македонија, кои своите имоти ги напуштиле со присилна депортација во фашистичките логори, а не го преживеале погромот и немаат наследници. Постапката за враќање на имотите, односно за плаќање на надомест за имотите од член 66, органот за денационализација ја поведува по службена должност, штом дојде до сознание дека такви имоти постоеле. Вратениот имот, односно дадениот надомест од член 66 на овој закон, влегува во состав на фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Средствата од фондот на член 68 се наменети за изградба на дом на Холокаустот на евреите од Македонија. На 2 септември 2005 година ставен е камен темелот на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија во поранешното еврејско мало во Скопје. Свеченото отворање е направено на 10 март 2011 година со символичното враќање на урните со пепел, кои во 1960 година беа донесени во Македонија од Треблинка, од страна на градските музеи од Битола, Штип и Скопје. На свеченото отворање присуствуваа голем број државници од соседството, представници на светски и европски еврејски асоциации, како и евреи од Македонија кои денес живеат во Израел, САД, Чиле и други држави во светот. Во склоп на еврејската заедница активно учествуваат сите членови на заедницата, поделени во различни секции. Најмладите членови се организирани во неделното училиште Крал Давид, каде учат за еврејската култура и традиција преку игри и песни. Младите се организирани во младинскиот клуб Анахну, што на иврит значи заедно, женска секција, ИТА, библиотека, културна секција, верска и социјална комисија, како и комисија за реставрација на еврејските гробишта во Битола, Штип и Скопје. Поуките извлечени од Холокаустот се исто толку важни денес како и пред 70 години. Не смее да ги повторуваме истите грешки, бидејќи сме сведоци на напади во Израел, кои не се ограничуваат само на воен или безбедносни аспекти, но најмногу представуваат напад врз израелскиот национален идентитет, идентитетот на еврејскиот народ. Холокаустот не се случи во концентрационите логори. Тој започна со цигла, фрлена во витрината на еврејски трговец, сквернавењето на синагогата, зборови на омраза, извикани по евреите, кои минуваа по улиците. Благородниот лауреат Ели Визел, кој го преживеа Холокаустот, идентификува една карактерна особина како основа за случување на Холокаустот, а тоа е индиферентноста. Западот мора да извлече поуки од минатото и да покаже одлучност во врска со оваа закана. Оваа важна и за пример иницијатива презема од страна на македонската влада, предводена од страна на премиерот Груевски, кој се определи за враќање на еврејскиот имоти, има и додадена вредност по начинот на кој е извршен тоа. Со формирање на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, владата на Република Македонија ги едуцира сите идни генерации во врска со важните поуки извлечени од Холокаустот и учи истите да запаметат и никогаш да не заборават. Ова е важно за постигнување на владата на Македонија, која е една од првите земји кои го финализирале враќањето на еврејските имоти, особено што овој акт го овековечува споменикот на убиените евреи. Оваа иницијатива да се создаде место за сеќавање на 7400 евреи кои никогаш беа дел од успешната еврејска заедница и да се едуцира луѓето од важните поуки од Холокаустот и значено постигнување. Во име на владата на државата Израел и благодарам на македонската влада, предводена од премиерот Никола Груевски, за она што го направи за да се сочува сеќавањето на жртвите на Холокаустот и ви го пренесувам задоволството на Израел за тесната соработка меѓу нашите земји. Овој меморијален центар е израз на длабоката верба дека со труд и дело можеш да придонесеш за една сатисфакција, макар и морална, за победата на доброто над неправдите и за триумф на духот.
Градевме за да подсетиме, за да одбележиме, за да порачаме, за да се запамети, за никогаш да не се повтори. The state of Macedonia made a huge effort in connection to the issue of property, Jewish property, and we appreciate it a lot. We believe that there are little things that should be remended, but in general, the right thing was done. The country gave a certain amount of money, which afterwards is used as the money of the foundation, and out of this should come not just, of course, the Holocaust Museum, but also a lot of activities that are done with this money to strengthen the memory of the Jews. And from the one thing which is standing already to the other thing which we are working very hard to perceive now, and the Holocaust Foundation is one of our partners, together with the Jewish community, with an organization called Arham here in Bitula, and with the Ministry of Culture and many other organizations, Foreign Ministry and others. What we are doing these days is trying to clean and document the old Jewish cemetery at the entrance to Bitula. We see this as one of the big opportunities for us to get a step forward and connect Macedonia back to its past. Во склоп на еврејската заедница функционираат камерниот хор Моис Хасон, кој е препознатлив по традиционалните сефардски романси и има многу домашни меѓународни настапи. За зачувување на фолклорните танци задолжена е фолклорната група Ган Хаеден, рајска градина на иврит, во која членовите се на возраст од 7 до 77. Сите еврејски верски празници се празнуваат во склоп на заедницата, а за обавување на верските обреди и служби доаѓа рабин од соседните земји. Еврејската заедница во рамките на своето работење издава годишен билтен 11 март, посветен на споменот на депортацијата на евреите од Македонија во Треблинка. Преку еврејската заедница и меморијалниот центар, институционално е зајакнат континуитетот на зачувување на еврејската традиција и култура во Република Македонија. На 26 декември 2014 година, по повод 70 години од возобновувањето на еврејската заедница од Холокаустот, председателот на Република Македонија и додели повелба на Македонија на еврејската заедница за долгогодишна работа во Република Македонија, со што дава значаен придонес во градењето на македонскиот модел на соживот и демократско општество, како и напредување на односите и соработката со државата Израел. Сите припаѓаме на еден Бог. Како го нарекуваме? На кој јазик му се молиме? Како го почитуваме? Е нешто друго. Сите се придржуваме на 10 Божји заповеди. Нема поголема етика на човеково однесување содржана во 10 Божји заповеди, во 10 реченици. Се надевам дека социјалните и економски проблеми во Европа во 21. век нема да предизвикаат, а веќе почнаа антисемитизам, ксенофобија, верска нетрпеливост. И ви благодарам за вашите напори да го презентирате дел од трагедијата на македонски граѓани евреи.